Што се проверува во трите фирми на Камчев? Рековме вчера, Основното јавно обвинителство Скопје потврди дека по информација добиена од МВР, ОЈО Скопје побарало од МВР да ги направи овие проверки во трите фирми. Па видите, вие ги имате практично сите информации. Тоа што Основното јавно обвинителство го побара од Министерството за внатрешни работи да се влезе во три фирми, да се прибави документацијата, да се проверат одредени факти, односно да се утврдат одредени факти, кои што се добиени по сознание и од МВР и од Државниот завод за ревизија. Меѓутоа, јас апсолутно не можам и не сакам да изнесувам детали за случај кој што сега се наоѓа во предистрага или истрага, заради тоа што апсолутно е, би рекол, неблагородно да разговараме и за сите детали од истрагата да тоа го правиме предметиво. Станува збор за долг кој што останал од сметката отворена за финансирање на кампањата на Гордана Силјановска-Давкова на председателските избори, долг кој што не смел да остане според последните измени на изборниот законник, туку сите обврски кои што биле настанати за време на кампањата требало да се затворат од таа сметка, долгот е останат, така реков и во најавата испаѓа дека тие фирми кон кои што не е платено дека индиректно донирале многу поголеми суми отколку што е горниот лимит кој што е дозволена, тоа е околу 30.000 евра. Како човек кој што претходно потпишувал извештаи во изборна кампања, што би рекле? Па јас имам јасен став односно на овие прашања што се однесуваат за изборните кампањи и за почитување на законските прописи. Значи, сите политички партии, без разлика која е во државата, мора да ги почитуваме законските решенија заради тоа што дополнително мислам дека не обврзува едно што станува збор за политичка партија, второ затоа што изборниот законник се носи со консензус. И тука апсолутно сите структури кои што се во парламентот учествуваат во подготовка на законското решение, би рекол поголема примена на законското решение или поголема стеснување на можностите за било каква злоупотреба е изразено преку волјата на политичките партии. Така да секој од политичките партии треба сериозно да води сметка во однос на трошењето на финансиските средства, посебно сега во услови кога такви финансиски средства се добиваат директно од буџетот на државата, директно од граѓаните. Едно е да вие ги остварувате финансиските средства во политичката партија преку други извори, дали се тоа донации, членарини и така натаму, меѓутоа посебно треба да се води сметка за парите кои што доаѓаат од даночните обврзници во Македонија. Така да овде постојат сомнежи, тие сомнежи во текот на предистрагата треба да се потврдат или да се отврдат, не е важно како. Јас не сакам сега да преюдицирам што ќе се случува со целиот овој предмет, меѓутоа наша должност е врз основа на наредбите да ги преземеме сите можни чекори да се утврдат фактите и да се обезбедат докази за постапката. Зошто се проверува и шпанска фирма? Се проверуваат сите фирми кои биле во врска со набавките за конкретниот предмет, така да без разлика која е таа фирма мора да се проверува. Дали свесно избран вчерашниот ден? Случајот дури јавно беше обелоденет пред повеќе од 10 дена, мислам, се појави еден подолг напис на novatv.mk со сите овие сомнежи за кои што и вечерва разговараме, а баш вчера, неколку часа пред ТВ Камчев да се појави на суд, ОЈО Скопје побара од вас да влезете во фирмите. Знам дека е за вас многу добро, нели, атракција да се пренесува пред медиумите, пред граѓаните и така, ама не е така. Ова се работи врз основа на сите прибрани документи и наредби кои ќе ги издадат надлежните органи. Ние постапуваме во моментите кои ќе ги добиеме. Наредбите и известувањата. Така да коинциденција може да се каже слободно дека е случајот и нема врска ниту поврзаност едната со другата работа.